За нешто повеќе од 4 години, по основ паушал, штипските советници во джеб ставиле по 700.000, а председателот на советот 900.000 денари. За овој период, 23-цата штипски советници одржале 56 седници на кои се донесени околу 1000 одлуки за кои граѓаните платиле вкупно 16.500.000 денари или 250.000 евра. Ова значи дека советниците работеле еднаш месечно, а плата земале колку работници во текстилна индустрија за цел месец. На сето ова, некои советници неми беа речиси 4 години. Од седниците излегуваа и се враќаа кога ќе посакаа, а некои воопшто и не доаѓаа. Дали советниците заслужуваат толку големи пари за вакво работење? Многу е пари тоа. Во е срамота што се работи. Тоа е превише, не многу, него превише. Просечна плата е 10-12 хиляди. А зашо они да земат толку? Мислам, бесплатно треба советникот да биде. Бесплатно. Зашто? И па онако си има своја професија, своји пари. Треба да биде. Јас сум член на боречка организација. Може плаќам членарина, не мора и да плаќаме. Но ова не е се. Освен богатите паушали, советници инсистираа и на туристички привилегии. А тука беше предвидено дека секој треба да си ги сноси трошците. Зошто ги нема? Градоначалникот Илчо Захариев образложи низ личен пример. Некои се лутат често пати советници дека доволно не потрошиле. Па и градоначалникот за својот мандат беше еднаш за Сплит. Тоа беше моје службено патување и имав 2 пати одење во Гоце Делчев, Бугарија, бидејќи имавме проект, а тоа е мултимедијалниот центар. Претежно ги пуштав професионалците од општината да одат на службени патувања и да научат. Не се случило на едукација да не пуштам луѓе кои ќе се едуцираат, дали во Скопје, дали во Охрид и секаде. Во некои претходни времења, после секоја седница на советот имало и гоштевања. За овие 4,5 години такво нешто немало. Нормално дел од советниците ценеа дека тоа не е добро, но мислам дека поголемиот дел од советниците по својата општествена одговорност не прифатија такви стандарди. Но листата на советнички привилегии е долга, па така, тие имаа и платен службен телефон. Успевале да легализираат и тоа што не е офатено со закон, се убедувале да менуваат урбанистички планови за лични интереси и слично. Сепак, кулминацијата ја постигнува еден од 23-цата советници кога од директор на јавно предпријатие побарал да му биде платена фактура за промена на летни со зимски гуми на приватниот автомобил и нешто во готовина за да му се најде. Како народот и нивните пари да се заштитат од вакви советници? Треба да се заштитиме, али кога бираме треба да размислиме кој советник го бираме. Он треба да изјави дека доброволно се јавува, слободно, да помага на градот бесплатно, хумано. Да биде хуман човек, а не за пари. Не може. Не може, зашто ќе речеш, они се сите поврзани помеѓу себе, да му се направи, да му биде добро, да му се дае повеќе. Дали Штипки има повеќе среќа со идниот советнички состав зависи од многу фактори, но пред се од партиите. Во пракса, тие на граѓаните во нивно име и сервираат листи со совесни, но меѓу нив и со имиња на профитери од сите видови.